Почитувани гледачи на КМ телевизија, вие го гледате 14-тото издание на спортскиот преглед поддржан од спортските облажувалници Евротип. Спортот во светот полека, но сигурно се враќа во нормала, кај нас се уште очекуваме некои одлуки од националните спортски федерации. Кошаркарската федерација, веќе знаеме сите, го прекина првенството, шампион нема да биде прогласен. Оваа седмица која што измина веќе се смирија и оние соопштенија помеѓу вечните ривали МЗТ Скопје и Работнички, па така се чини дека екипите полека но сигурно се насочуваат кон наредната сезона и кон подготвување на ростерите за следната сезона. Слично е и во ракометот, и таму првенството беше поништено, сезоната е поништена, шампион нема да биде прогласен, останува таму само да видиме кои екипи во кои европски купови ќе играат. Горе-доле се знае и тоа, меѓутоа Еврофан Перлистер аплицираше за вајлд карта за Лига шампиони, ако не ја добие ќе игра во групите на Лигата на Европа на ЕХФ. Исто така и Металург аплицираше за групната фаза во Лигата на Европа, ако не ја добие таа вајлд карта ќе игра во второто квалификацијско коло и така да останува да се прецизираат уште само тие работи. Што се однесува до ракометната репрезентација, иако беше најавено дека до крајот на мај ќе се знае кои две репрезентации ќе добијат вајлд карта за настап на светското првенство во Египет во јануари 2021 година, сепак ИХФ ја одложи таа одлука и сега очекуваме некаде во ноември месец, крајот октомври, почеток на ноември да се донесе таа одлука, бидејќи квалификациите на американскиот континент, односно Северна Америка еден представник и Јужна Америка уште еден представник треба да даде, се одложени и ИХФ, Интернационалната ракометна федерација, се уште не знае дали тие турнири квалификацијски ќе се одиграат дополнително или пак ќе добие уште две вајлд карти. До сега се пласирани 28 репрезентации. Очекувањата се дека Македонија како најдобро пласирана репрезентација од последното европско првенство, која што не обезбедила пласман на ова светско првенство, ќе добие вајлд карта, па така нашите ракометари ќе го продолжат континуитетот на настап на големи надпреварувања и ќе настапат на светското првенство во Египет во јануари 2021 година. Изминатата седмица најинтересно беше во фудбалот. Представниците на клубовите, заедно со раководството на Фудбалската федерација на Македонија, одржаа неколку консултативни состаноци, без некоја поконкретна одлука, и состојбата во фудбалот во најмала рака е нејасна. ФФМ предложи 3 предлози до клубовите. Првиот предлог беше да се продолжи да се одиграат уште 4 кола од третиот круг на првенството, а потоа да се премине кон одигрување на плей-оф и плей-аут, со тоа што првите 6 екипи ќе играат во плей-офот, еднокружен бод систем, односно само 5 надпревари, најдобрите 3 екипи да се пласираат во Европа. Во плей-аутот ќе играат 4 последни екипи со двокружен бод систем, односно 6 надпревари, а екипите последните 2 ќе се испаднат, третата од доле ќе се игра бараж. Ќе се изигра и купот на Македонија. Вториот предлог е многу сличен на првиот, односно во плей-офот останува се исто како во првиот предлог, односно во плей-аутот 4 екипи ќе играат само еднокружен бод систем, односно 3 надпревари, без испаѓање. Кога беше побарано образложение од Фудбалската федерација на Македонија зошто е тоа така, зошто би се играл плей-аут, а да нема испаѓање. Одговорот беше дека дел од екипите што ќе бидат во плей-аутот настапуваат и во купот на Македонија и потребно е да ја одржуваат надпреварувачката форма. И токму заради тоа е предвидено да се игра еден таков плей-аут од само 3 надпревари, што остава можност и за некои нечесни игри на екипите, бидејќи за ништо не се борат, нема да има испаѓање. И третиот предлог беше комплетен прекин на првенството и прогласување на моменталната табела за конечно. Тука клубовите се изјаснија, 8 од 10 клубови го прифатија вториот предлог, да се доигра првенството со плей-оф и плей-аут без испаѓање. Единствени кои што беа против овој предлог, односно беа за третиот предлог и комплетен прекин на сезоната, беа Силекс и Ренова. Табелата е очигледна. Силекс е втор на табелата, Вардар најверојатно нема да добие лиценца и веројатно поради тоа Силекс е да се прекине првенството, автоматски ќе го добие тој милионски джекпот и настап во квалификациите на Лигата на шампиони, односно најмалку 4 европски надпревари ова лето. Ренова исто така е на четвртата позиција,
место кое што води во фудбалска Европа, кога не би се одиграл купот, кога би се прекинало првенството, и до тука е се во ред. Меѓутоа, последно што се случуваше на фудбалската сцена е едно соопштение на фудбалскиот клуб Силекс, кои што велат дека има дури 8 странци во своите редови и се прашуваат како ние да го продолжиме првенството. Значи, странците треба да дојдат, треба да поминат 14-15 дена карантин, колку и да е по закон, па дури потоа 21 ден тренинг и да се започне првенството. Тренерот на Силекс вели имам на располагање само 8 фудбалери во поле и 3 голмани. Ако ми дозволат да играм така, да ја доиграме сезоната. И тука е се во ред. Сега, жешкиот костен во рацете на Фудбалската федерација на Македонија ќе биде проширувањето на првата лига. Ако нема испаѓање, автоматски првата лига ќе се прошири за најмалку 2 екипи, односно за првопласираните екипи во втората лига Исток и втората лига Запад. Тоа се екипите на Пелисер од Запад и екипата на Беласица од источниот регион. Меѓутоа, Фудбалската федерација на Македонија заговара проширување за 4 екипи и наредното првенство во првата лига да играат 14, односно да влезат и второпласираните, Скопје од Западот и Брегалница од Штип од Истокот. И тука доаѓа до проблем. Бидејќи првенство со 14 екипи по двокружен бод систем се 26 кола. Оваа сезона беше предвидено да се играат 36. Тоа се дури 10 натпревари помалку за да се добие шампион, екипи кои што ќе излезат во Европа, односно екипи што ќе испаднат од лигата. А веројатно и лигата ќе биде скратена, па ќе испаднат можеби 5 и 6 екипи. Веројатно ќе се оди со некој експеримент за евентуален плей-оф и плей-аут после тие 26 кола, меѓутоа сето тоа повлекува и како ќе се играат вторите лиги наредната сезона. Ако влезат по 2 екипи, ќе останат по 8 во двата региони. И тука реагираше екипата на Тетекс, кои што бараат пропорционално зголемување и на втората лига. Односно, освен првопласираните третолигаши, шанса за настап во втората лига или во евентуален бараж за пополнување на таа втора лига, да добијат и второпласираните екипи. И ова е легитимно барање на екипата на Тетекс со оглед на тоа што ако се проширува првата лига, треба да се прошири и втората лига. Затоа тука сега предлагам да го видиме разговорот со Стојмир Урошевиќ, спортски директор на фудбалскиот клуб Тетекс, кој јавно ги кажа ставовите на фудбалскиот клуб Тетекс, но и барањата од Фудбалската федерација на Македонија. Да го погледнеме Стојмир Урошевиќ. Во секој случај, сега ајде да почнеме од нашата болка, од влегувањето од трета лига во втора. Сега, нашата желба, секако, нели, секој си огледа својот интерес. Би била, ако веќе нема играње фудбал, што и веројатно така ќе биде, да се најде некоја опција да се прошири лигата оваа година, мислам и првата и втората, така да добијат шанса тие екипи што заслужуваат да се во повисок ранг, тие екипи што трошеле средства, тие екипи што се организирале за да влезат во повисок ранг, на тие екипи да се даде шанса, од другата година нека има драстично намалување, нека се испаѓаат по 6, по 7, така да, затоа што стварно нема некоја логика и не е убаво кога се полусезона играш, се бориш, трошиш средства и сега одеднаш ти викаат нема играње и те ставаат во статус кво. Сега што со тие средства што ги потроши фудбалски клуб Тетекс, а не се мали, ако се работи за трета лига. Средствата се, значи за трета лига се доста големи. Сега што правиме со тие средства? Така да најубаво би било да се најде некој модел, првакот нека прваците нека од 3 региона, сам мислам, нека влезат, а вторите да се одиграат некој бараж, па кој ќе биде најдобар, нека влезе. Кажа дека се потрошени средства, лигата нема да се доигра на терен, административно веројатно ќе биде одлучено што понатаму. Дали тоа ќе има некои финансиски импликации на клубовите за идната сезона и за воопшто функционирањето во иднина на клубовите? Па сега мислам дека да. Пошто знаеме сега и ситуацијата и кога влагаме во криза. Не ние, него самата држава. Мислам дека ќе има импликации негативни на финансиите.
тешко ќе се наоѓаат нови спонзори, а средствата што се потрошени гледам дека нема да има поврат. Така да стварно ќе биде многу тешко на тие клубови што другата година што купурат со спонзори, значи 80% од лигата, не прва, не втора, не трета, да бидеме реални, купурат со средства и тешко се наоѓаат спонзори. Мислам дека за следната сезона ќе биде потешко, но тоа е тоа, ако треба да се намалат средства, ќе се намалат една година, две, па кога ќе се средат работите, кога ќе се среди државата, тогаш ќе почнат и да растат и клубовите и сумите за клубовите. Како во моментот функционира фудбалскиот клуб Тетекс? Дали доколку ФАФА рече да ќе се игра бараш, ќе добијат шанса и второпласираните на моменталната табела, дали фудбалскиот клуб Тетекс е подготвен веднаш да настапи во евентуален бараш таков? Не, мислам сега, јас така се изразив, доколку донесе одлука Фудбалската федерација, тогаш мора да остави барем 2 недели, 15 дена простор, за да тие екипи што ќе играат бараш, колку толку 10-15 дена да се припремиме. За одма, кога би рекле сега утре да се игра, не е тешко, затоа што ние не функционираме. Како што гледаме во Македонија, не функционира ниеден клуб. Од првата, од втората, а камоли од третата лига. Така да ќе биде тешко, но ако се донесе одлука, веројатно тоа не е ништо страшно, еден надпревар или два да се одигра 15 јуни, 10 јуни, 15, така да тоа не е затоа што само првакот влага и готово. Значи нема доигрување или разигрување 10 кола, 15 кола, тоа ќе бидат 2 утакмици и така да тоа не треба многу ни време ни. Останатите 2/3 лиги што спаѓаат под втора лига Запад, северниот и југозападниот регион се горе-доле веќе решени. Таму се знае кој ќе биде шампион. Најнеизвестно е кај нас во западниот регион. Дали имате контакт со останатите екипи не само од нашиот регион, туку и од другите региони, па и од второлигашите, за евентуално барање официјално до Фудбалската федерација за проширување на конкретно на втората лига Запад? Па да бидам искрен, не, затоа што се уште ние не ни знаеме што ќе се случи. Видовме пред 2 дена имаше состанок, но се уште никакви решенија, никакви предлози, се тоа е нешто како завиено во фолија. Не знам, немаме контакти, но тоа самата федерација треба да иницира, значи да каже, да знаеме форматот каков ќе биде на натпреварувањето, дали ќе има или ќе нема. Џабе ни е да контактираме со клубовите а јас сум убеден дека сите тие клубови, вторите што се од двата региони други, дека би сакале да одиграат. Ја уште еднаш ќе кажам, за мене и кога гостува во прошлата емисија кај вас, за мене е само мерило на терен. Значи да се даде шанса да се доигра или да се изигра некој бараш, ако веќе не може да се доигра првенството, барем на спортски на терен да одлучуваат кој ќе влезе. И за крај, што ако нема проширување и ако Тетекс остане тетолигаш? Не само да се навратам, вие рековте дека само во нашата лига е неизвестно. Точно затоа што има 2 стварно и Беса и Тетекс се клубови. Беса не е со реноме, но со финансиски обезбедено добро, а и Тетекс е исто така, Тетекс, а и плюс е финансиски обезбеден. Значи се води битка со 2 стварно добри клуба кои заслужуваат да се натпреваруваат во повисок ранг, така да би било жално еден од тие 2 клуба да не игра во втората лига. Мислам дека заслужуваат двете екипи со се она што го покажа и со она што го располагаат во моментот. А на прашањето на што понатака животот, ако остане, ќе остане. Значи, спортски е да продолжиме да се надпреваруваме. Моje мислење сега, ако веќе донесат заклучок дека и решение дека нема играње, дека Тетекс ќе остане третолигаш, мислам дека веќе да треба да мислите да ни се во наредната сезона да се организираме, да направиме повеќе млади играчи, наши играчи со наши деца. Мислам, моje мислење пак ќе кажам,
Да, како што работевме добро, значи имаме добар стручен штаб, добри услови за работа, така да мислам дека само уште младиве деца да ги прибереме, затоа што имаше подолг период наши деца не играа во Тетекс, повеќе беа од страна, така да сега мачиме да ги вратиме, но мислам ќе успееме, така да тоа е тоа, животот мора да продолжи и мислам дека ќе продолжиме да се надпреваруваме. Амбициите ќе останат исти? Во секој случај да. Значи на Тетекс не му е место во трета лига. Ајде да не кажам во прва лига стварно треба добар спонзор и добри финансии, но во втората лига мора да биде Тетекс. Тоа беше разговорот со Стоимир Урошевиќ. Тие се барањата на фудбалскиот клуб Тетекс, сосема легитимни. Ако Фудбалската федерација на Македонија заедно ќе биде мајка и ќе ја прошири лигата, не може за други да биде маќе и да не ја прошири и втората лига, односно да им се даде можност на екипите кои што биле во врвот на третолигашките табели да настапат и наредната сезона во втора лига. Последниот рок, веќе кажав, е 25 мај, односно денеска понеделник. Кај нас е неработен ден, државен празник, па уште тоа сме и во карантин, и во полициски час, во полициски час ја снимаме оваа емисија денеска. Не знам дали Фудбалската федерација на Македонија денеска ќе одржи состанок на управниот одбор и ќе испрати известување до УЕФА за конечната одлука, меѓутоа ако не биде тоа денеска, ќе биде утре, а за тоа ќе информираме веднаш штом добиеме официјална информација од страна на Фудбалската федерација или од страна на УЕФА. Додека ние се занимаваме што ќе се случи со првата лига, со втората лига, кој ќе биде шампион, кој ќе игра во Европа, па дали да играме, дали да не играме, па колку екипи да бројат лигите. Во Европа и во светот на големо почнува да се игра фудбалот. Германците го одиграа 27-то коло на Бундеслигата. Уште во петокот Херта го доби Унион Берлин со 4:0 во градското дерби, во саботата Борусија Менхенгладбах Бајер Леверкузен 1:3, Волсбург Борусија Дортмунд 0:2, Падерборн Хофенхайм 1:1, Фрајбург Вердер Бремен 0:1, Бајер Михен Ајнтрак Франкфурт 5:2 убедлива победа за лидерот на табелата во германската Бундеслига. И вчера се одиграа 3 надпревари, Шалке продолжува со лошите игри, загуби со 0:3 од Аугсбург, Майнц Лајпциг 0:5 и Келн Фортуна Дизелдорф 2:2. Германската Бундеслига продолжува веќе утре. Најинтересниот надпревар ќе биде помеѓу Борусија Дортмунд и Бајер Минхен. Надпреварот се игра утре со почеток во 18 часот и 30 минути. Германците играат без публика, меѓутоа викендов започна и првенството на Виетнам, една екзотична земја, меѓутоа во Виетнам фудбал се игра со публика. На првиот надпревар имаше повеќе од 10.000 гледачи. Од останатите лиги, она што е важно, се одигра финалето на Купот на Белорусија. Бате Борисов со гол во 121-та минута го совлада Динамо Брест со 1:0 нормално, откако надпреварот и во регуларните 90 минути заврши 0:0 и кога сите очекувавме да гледаме пенали, по една мешаница во казнениот простор на Динамо Брест, Бате Борисов успеа да го освои својот 4-ти трофеј во Белорусија. Почна и естонската лига, се игра и на Фарските острови, во Јужна Кореја, Коста Рика започна првенството, Арменија започна. Меѓутоа, сега немаме време да ги читаме сите резултати, бидејќи денеска имаме и гостин во нашето студио, односно гостинка. Со нас во студиото е Мила Сотировска, во моментов најдобрата тетовска одбојкарка и член на одбојкарскиот клуб Вардар од Скопје, кој воедно е и лидер на табелата во првата женска лига. Мила, најпрво добре дојде и ти благодарам што прифати да бидеш наша гостинка во спортскиот преглед. Нема проблем, ми е задоволство. Сега ми да кажавме, еве денеска полициски час, ние ја снимаме емисијава. Како ти функционираш сега во овој период? Забранети се тренинзи во екипните спортови се уште, меѓутоа формата мора да се одржува. Како функционираш, како тренираш и дали воопшто тренираш во овој период? Па тешко е сега, го сите спортисти се соочуваат со истиот проблем во целиот свет, не само кај нас. Но се трудиме и целиот клуб секој колку што може.
колку што ни дозволуваат домашните услови, дали со вежби дома, дали пешачење, трчање на отворено, кондиционата форма да се одржува некако. Секако дека е тешко без вистински тренинзи во сала и тоа не може да ги замени официјалните тимски припреми. Во вообичаени услови целата сезона се темпира формата постепено, подготовките се одвиваат постепено за додека дојдат финалните надпревари да бидеме во врвот на формата. Но сега ситуацијата е таква каква што е. И доколку се продолжи нашето првенство, би се барало после толку голема пауза да бидеме веднаш спремни за финалните надпревари. Се надевам дека сите овие околности надлежните ќе ги земат во предвид при носење на одлуките и ќе донесат одлука која што е од најдобар интерес за сите. Меѓутоа, како да се спречат тие повреди кога би започнало првенството? Значи, секој има различни услови дома за тренинг, може на физичка подготовка да се работи, меѓутоа во одбојката има големо оптеретување на зглобовите. Како, ако почне првенството, од физички тренинзи да се премине веднаш на овие вистински тренинзи одбојкарски и да се спречат повреди? Најчеста повреда во одбојката е на зглобовите, бидејќи нема директен контакт со противник. Многу прашања се тука отворени. Јас прво не сум сигурна дали воопшто можеме дали постојат услови да се спроведат сите препораки за заштита од вирусот. Сега во моментот здравјето секаде на прво место, би требало да е тоа така и тука. Од друга страна, многу е значајно што 3 месеци сме надвор од тренажен процес. Тоа може да има сериозни последици кај нас играчите, сериозни повреди што би ја загрозиле понатамошната кариера и следното првенство следната година. Затоа и кажав, се надевам искрено дека надлежните ќе го стават здравјето на спортистите пред се. Дали од клубот имате некои организирани тренинзи преку Zoom или преку некоја друга мрежа за фитнес тренинзи? Постојано сме во контакт со тренерите, со другите играчи, се трудиме секој индивидуално колку што може да се одржува во форма. Заеднички немаме услови тоа да го сториме, сите сали, теретани се затворени, така да секој индивидуално се труди да си ја одржи својата форма. Има најава дека од оваа седмица ќе може екипните спортови да тренираат на отворено. Меѓутоа, повторно се враќаме на овој муабет дека тоа ќе бидат само кондициони тренинзи, односно на физичка подготовка. Што мислиш, колкав период ќе ви треба за да се подготвите, за да бидете во надпреварувачка форма при евентуално продолжување на сезоната? Не би можела да кажам, се уште и од Федерација се чека на протоколите и на условите од Министерството за здравство, како и Агенцијата за млади и спорт. Очекуваме секој ден некоја нова одлука, се уште тоа беше само како најава дека може да се тренира на отворено, но се уште нема никаква одлука за тоа донесено. Очекуваме секој ден тоа неделава да се случи. Доколку е така, веднаш ќе почнеме со припреми, но секако дека би требало подолг временски период за да може да се вратиме во форма без да има несакани последици, повреди и слично. Во минатите изданија на спортскиот преглед го имавме гостин и Зоран Карановиќ, генералниот секретар на Одбојкарската федерација и претседателот на Одбојкарската федерација Петар Јовановски, па гледачите што не гледале веќе се во тек кои се нивните ставови, а нивните ставови се дека на прво место е сезоната да продолжи, а доколку нема услови за продолжување, првенството да биде поништено без прогласување на шампион. Дали сметаш дека првенството прво треба да биде продолжено? Па лично сметам дека не треба да биде продолжено. А доколку сезоната биде поништена и Вардар не биде прогласен за шампион, иако е прв и убедливо. Сега знаете како ние сме први на табелата, имаме одличен тим за титула, секако дека цела сезона многу напорно работевме за сите резултати. Не би сакале така лесно да ја пуштиме титулата, многу јасно, но сега мислам дека во овој момент треба сите здравјето го ставиме на прво место и да се поставува разумно. Секако дека би сакале да ја освоиме титулата или да биде прогласен победник, но доколку нема согласност за тоа е тоа, мислам дека треба да се прифати за да не ја загрозиме целата идна сезона. Имате вие странци во екипата? Имаме, да. Имаме од Турција. Важен играч е тоа за нашата екипа, е техничарот Ипек Вурал. Она дојде од втората полусезона. Значајно придонесе за подобрување на тимот. Секако дека би било тешко и да прифатиме и да играме без неа.
Па да, веројатно. Имаме замени секако дека има и други, но цело време се подготвувавме за таа игра со неа. Да. Па веројатно ако продолжи првенството и ќе морате без неа, бидејќи истиот мове што го кажав и за фудбалерите на Силекс, веројатно ќе важи и тука. Да. Станците треба да поминат карантин, а 21 ден ако има, бидејќи го читав протоколот што е за продолжување на фудбалската сезона, кои се правилата за како треба да се однесуваат играчите, службените лица, судиите, публика нормално нема да има. Би требало, да. Не бегаме ни од ништо, цела сезона напорно трениравме, на вистина се случи што се случи со оваа пауза. Можеме да се вратиме во форма, не е тоа спорно, но секако мислам дека треба внимателно да се одлучува и да се постапува, затоа што една повреда може да поремети се. Кои се најголеми конкуренти во лигата? Па тука се втори после нас на табелата Работнички, трети се Наковски Воли од Струмица, сметав дека тука помеѓу нас три ќе биде најголемата борба во завршниот дел. Имаше најави и дека ќе имаат Работнички во вториот дел, но не знам сега што се случи со ова. А во Струмица, во Наковски Волеј имаат од Србија еден играч странец. Да. Значи ќе бидат оштетени и повеќе екипи, не само екипата Да. на Вардар, со што би се намалило и квалитетот на лигата нормално. Секако, да. Од вашиот клуб, значи зборувам и за машкиот дел и за женскиот дел од екипата, и таму сте први бидејќи, најавија дека се против продолжување на сезоната, меѓутоа бараат да бидат прогласени за шампиони, а имаат намера да ги пријават двете екипи и во европските купови, не знам се дали има во женска конкуренција регионална лига, во машка знам дека има. Како сега и оваа пауза ќе се одрази на вас и на тие евентуални европски настапи? Значи сигурно и тоа ќе биде еден голем момент, многу од вас веројатно и за прв пат ќе настапат во европските купови, бидејќи ако не се лажам, неколку години, повеќе од 5 години, можеби женската одбојка ја нема на европска сцена. Па да, прво за прогласувањето на шампион сметам дека треба да се разгледа таа можност, затоа што голем дел од првенството е доигран. Остануваат уште неколку надпревари од редовниот тек пред плејофот. А што се однесува до европската сцена, за жал ја нема женската македонска одбојка таму. Имаме најави дека другата година, освен машката екипа, и ние ќе бидеме пријавени. Секако сега целиот свет се соочува со едни вонредни околности, не би знаеле како ќе се одвива тоа во иднина. Се надеваме дека што побрзо ќе се заврши оваа ситуација. На нас играчите останува да се вратиме што побрзо на терен, кога ќе се создадат условите, па да бидеме подготвени за се што може да следи. Ти настапи, ако не се лажам, за женската репрезентација на последните настапи кои што ги имавме во 2013-та, ако не се лажам. Од тогаш немаме женска репрезентација. Сметаш дека треба да има женска репрезентација? Имаме квалитет за женска репрезентација? Па дали има квалитет моментално, не сум сигурна, можеби нема, но тоа треба некој да се посвети доволно за тој квалитет да се изгради. Во 2013 кога бев дел од репрезентацијата, бев меѓу најмладите таму, ако не и најмлада. Имаше тогаш најави дека после таа репрезентација ќе почне да се работи со нас редовно за сите млади играчи да дојдеме во фаза кога ќе имаме квалитет за нешто повише од домашно првенство. Не се случи ништо од тие најави. Сметам дека треба можеби да се посветат повеќе, да се скрои еден тим, ако треба од млади играчи за неколку години да почнат да играат. Штета е да немаме и да не пробаме. Во 2022 година ќе бидеме домаќини на Европско кадетско првенство за девојки. Па можеби таа репрезентација што ќе настапи на тоа Европско првенство ќе биде и костурот на една нова сениорска женска репрезентација, бидејќи ако вложуваме средства и ако правиме репрезентација само за едно Европско првенство кое што ќе се одигра во Скопје, наистина би било штета потоа да немаме и женска сениорска репрезентација, бидејќи веќе играчите ќе бидат тие, ќе бидат воиграни, тренерите, селекторот кој да биде ќе ги познава играчите, па можеби со дел од вас поискусните да се направи добра репрезентација која што ќе настапува и во квалификациите за европско и светско првенство. Секако да, дека се согласувам, треба да се почне да се работи на тоа, не може само секоја година да викаме нема квалитет.
квалитетот не паѓа од небо. Треба некој да работи за тоа. Да се тренира. Треба да се работи, некој да се посвети на тимот, за да го изгради за во иднина, да имаме можност за квалитет, за инспирација за уште помлади играчи да тргнат по тој пат. Значи се е до трудот и до желбата дали нешто сака да се направи или не. Женската одбојкарска репрезентација последен пат на домашен терен играше во 2008 година, еден двомеч против Исланд од предквалификации за некое првенство во Кали, ги гледав тие надпревари, победивме два пати по 3-0, потоа ги изгубивме надпреварите во групата. Па се чакаше 5 години во 2013 вие да настапите. Еве сега има 7 години од тогаш, ќе поминат веројатно уште 2 до тоа кадетско првенство во Скопје, па додека тие кадетки станат и сениорки, веројатно и 10 на години ќе поминат. Меѓутоа се надевам дека Македонија ќе има женска одбојкарска репрезентација, одбојката е во подем кај нас, мажите настапија на европско првенство. Имаат убава група и убава можност сега да настапат и на следното европско првенство, а на наредното се надевам дека ќе бидеме и еден од домаќините. Мила, ти благодарам што беше наш гостин, што ја пренесовме од прва рака вака состојбата во женската одбојка во Македонија. И благодарам и на вас. Тоа беше се што подготвивме за денешното издание на спортскиот преглед поддржан од спортските облажувалници Евротип. Денеска е полициски час, спортските облажувалници се затворени, но тоа не значи дека не можете да се облажувате. Онлайн облажувањето на Евротип ви стои на располагање преку вебсајтот на спортските облажувалници Евротип. Можете да играте надпреварите. Денеска нема некој кој знае колкава понуда, меѓутоа и тоа што има е доволно да си ја испробате вашата среќа. Довидување и се гледаме следниот понеделник.